Почитувани мој, добар ден од мене и секако да подсетам дека стартуваме и со ново издание на Црвена линија. А еве зашто ќе дискутираме секако со вас во ова денешно издание. Откако Тепаниот Пендиков се почувствува бугарин, сега и Кадриевски по Кјотекот исто така се здоби со бугарска самосвест. Станува збор за неразчистени долгови или национална нетрпеливост. Секако, тука ќе ве подсетам задолжително да не заследите на Facebook Црвена линија, потоа ќе подсетам дека задолжително треба да не заследите и на Instagram, но и на Twitter и профилот на Телма телевизија. А кога сме веќе кај Instagram, меѓу другото верувам дека и вчера голем број од вас брзо потезно би се искажала, кликнаа на Instagram и учествуваа во анкетата која што објавивме. Тоа секојдневно го правиме, па затоа и апелирам да бидете во што поголем број, со оглед на тоа што сакаме да слушнеме од вас какови се вашите ставови, одговори и видувања на темите за кои што дискутираме. Па кога сме веќе кај Instagram, еве секако и ќе ви посочам, значи на Instagram ќе кликнете таму на тоа заследи Црвена линија, а веднаш потоа се разбира и на Instagram Story. А кога сме кај Instagram Story, еве како изгледаме тука, еве Црвена линија, можете и да видите. Значи, анкетата е дали со Кјотек најлесно се стигнува до бугарско државјанство. Две опции за одговор, да, не и не, заборавајте секако. Не заборавајте дека ова прашање ќе го поставиме до сите вас кои што ќе земете активно учество во ова издание. Сега и да се загрееме со прилог. Как што оцените се пак отношението на лекарите кам вас? Лекарите, мислам дека не беа толку преценети да кажам дека се трудеа многу на нашите барања за помош. Не се трудеа многу. Искате ли да дойдете в България, за да продължите вашето лечение? Това ли в момента е нещото, към което искате и което трябва да се случи? Да, искам да дојдам, да се проверам, да видам. Малко тука и не верувам на некои лекарства кои ги користат при нас. Какъв е мотивът му? Предателот казват е уапсен, предателот се шета, мислам дека не е уапсен воопшто. Кој е човекот, зашто е, и јас още не знам, ширам некои лажни информации. Ето, имавте можност да слушнете што изјави Кадриевски за бугарската национална телевизија. Сега сакаме да слушнеме што ќе кажете вие во Црвена линија. Патот до нас останува ист како и секој ден. Не заборавајте 02307 0005. И меѓу другото да подсетам, 5 линии се активни, така да еве и како во секој издание на Црвена линија ќе ве замолам по вртењето на телефонскиот број, ве молам намалете го целосно тонот на телевизорот, се разбира за да зборуваме преку слушалка, телефонски, а тоа да секако ни овозможи полесно и подобро да се слушнеме. Меѓу другото, 90 секунди е време траењето на секој излагање, но еве уште еднаш ќе напоменам, ништо страшно, можете постојано и неколку пати се разбира да се вклучите во Црвена линија, доколку сметате дека тие 90 секунди не ви се доволни. Почнуваме со вас секако, добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Гледаче од Скопје. Голем поздрав и благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Па еве, дали со Кјотек најлесно се стигнува до бугарско државјанство? Со Кјотек не се стигнува до бугарско државјанство, а имам друго прашање за уставот. За уставот никој не спомнува, само ги спомнуваат бугарите, а албанците дуи дека не го спомнуваат, дека уставот сакаат да отменат двојазичност. А еве во однос на темата за која што зборуваме, еве кои ќе бидат вашите одговори со последните случувања? Еве можевте да видите што изјави секако Кадриевски. Зошто никој не спомнува ни
Добро, Ало. благодарам. Дали се слушаме, се уште сте на линија? Да. Еве Ама, во однос до на сега темата. Самиот Дуи изјави од почетокот дека сака двојазичност. Уставот да се смени и двојазичност. Никој ни ВМРО, никој не спомна дека албанците сака да... А во однос на темава за што зборуваме, еве што ќе кажете за овој последен случај со Кадриевски, кој што беше нападнат, истепан и сега веќе смета дека дури не е задоволен од медицинската помош во Македонија, бара лекување во Бугарија. Се исклучи гледачот. Еве јас ќе напоменам секако да не заборавите дека најдобро да се држиме до темата, не случајно со оглед на тоа што навистина гледачите кои што ќе се вклучат можеби подосна во црвена линија не сакаме да добијат поинаков печаток и се разбира за темата за која што зборуваме, да зборуваме сосема за нешто друго. Така да ете оние кои што ќе се вклучат во црвена линија, навистина сакаме да слушаме дали според вас сега ова е случај каде што станува збор за нерасчистени долгови или национална нетрпеливост и дали можеби еве со Ќотек најлесно според вас вака изгледа се стигнува до бугарско државјанство. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Човек тешко може да ве добие. После долго време успеав да ве добијам. Многу ми е драго, се надевам нема да биде и последен пат да бидете дел од црвена линија. Да, сметам. Видите, во врска со ова тема толку е јасно како бел ден. Во секој случај со нивната пропаганда бугарите сакаат да ја наметнат нивната политика. И тоа успеваат. Успеваат заради тоа што нашите државни институции, нарочито на овие што е господинот Османи и таа институција за надворешни работи и премиерот не реагираат. А тука исто не реагира истовремено и Министерството за внатрешни работи и обвинителството, да ја објаснат работата во што е суштината. И затоа овие луѓе ќе добијат бугарско државјанство, а нашиот углед се повеќе ќе се намалува во Европската унија. Ради тоа што нашите институции и нашите политичари не знаат да го бранат нашето свое, оно што е идентитетот. Тоа е еден синдром на македонскиот народ, што само ќути и мисли дека некој друг ќе му ги реши работите, а тој треба активно да учествува во решавањето на овие негови проблеми. Без решавање на овие проблеми, единствено, спомењам, македонските политичари и други нормално што живеат, што сакаат добро за нашата држава, треба да се единствени во врска со овие ставови спрема Бугарија. Зашто Бугарија во секој поглед успева да го наметне своето влијание, како и со оние пресуди што се во врска со малцинствата македонци во Бугарија. Благодарам многу еве за вашето учество и добро што напоменавте дека тешко можете да не добиете, па еве во текот на црвена линија ќе потсетам, знам дека интересот е огромен за заврти на Телма квизот, но секако оние кои што еве сакаат да завртат во црвена линија, се разбира нека го сторат тоа веднаш, а останатите, иако се добре дојдени и повеќе од добре дојдени да развијат дискусијата и во црвена линија, сепак потрудете се, ако веќе сте само за квизот, да не вртите во овој период, бидејќи се блокираат линиите. Продолжуваме понатаму, па еве да видиме што ќе каже следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Јас сум во програма. Да, вие сте. Па еве како ви изгледа се ова со Кадриевски? Мислам дека сето ова е жално и болно за нас македонците, кога и по 31 година наша македонска држава, толку оваа власт омаловажува наш македонски пасош. Јас 31 година се карам со СДС-овци кои плукале по наша македонска држава независна, плукале по наш македонски пасош, плукале по наш македонски патриотизам, по се македонско. А се кителе со Сојса на банкротирана, туѓа СФР чии пашапорти се му влосани, некаде фрлени, скапани по депони, или си ги чуваат дома со дека мува фатена. Ајде кажете ми дали вака ви изгледа дека со Ќотек па на некој начин како побрза постапка најлесно се добива бугарско државјанство. Во Македонија ова власт забранува македонска химна по македонски училишта, кога од најмали години обезличува наши македонски деца, не му всадува македонска свест, љубов кон наши
кон наша мајка Македонија, љубов кон наша македонска музика, кон се наше македонско, ќе имате вакви луѓе кои утре за 5 пари се продаваат, се пишуваат де албанци, де бугари, де грци, и се тие се авторитет, замислете. И таа Бугарија ги искористува против нас. Но велам, не е проблем во Бугарија или во Грција. Проблем е во оваа власт што нема чувство за Македонија. Благодарам многу за вклучувањето. Продолжуваме со вас. Новите 90 секунди ни носат и нов гледач. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден. Јас мислам дека ова е сценарио бугарско. Зошто така мислам? Намерно направено, ако треба и јас би јадел ќотек, кога ќе ми дадат пари, ќе јадам ќотек и после за Бугарија да може да обвинува Македонија. На ништо друго не ми личи. Што се, ако се степаме на улица и да ми текни мене тепа, јас се осеќам бугарин. Секој така може да се осеќа и са никако не можам да поврзам. Значи, ова е смислено сценарио на бугарите. Најдува такви луѓе, да не кажам какви да се изразувам, мајќе се обидам да бидам мирен во кажувањата. Ќе најде некој таков слепец во наводници, ќе му дадат пари, ќе му обетат пасош и за да може да после провокации да прави. Се тоа е целата работа и не треба толку да му се придава и важност, јас си мислам, на ваквите ситуации. Па ево слушнавме што е. Тие меѓусеб да расправија си имале ради тоа што си борчеле пари, да не речам за други до ова зона, не знам зошто. И ете е таа тепачката. И сега одеднаш му текна, јас бугарин. Па не знам, Тина, стварно, жал ми е. Па еве според вас дали всушност ќотекот е еден вид брза постапка да се добие бугарско државност? Па цело време тоа ви кажувам. Цело време тоа ви велам, дека ова е смислено сценарио на Бугарија. Така, благодарам многу секако што земавте учество во црвена линија. Еве, сега и ќе ви прочитам кои се изјавите на министерот за надворешни работи, господинот Бујар Османи, во однос на овој инцидент. Вели да оставиме обвинителството да ги расчисти сите елементи од инцидентот во кој беше нападнат ко-председателот на бугарското Здружение Шемето, а потоа, ако се утврди дека нападот бил на етничка основа, јас ќе реагирам повеќе од кој било политичар од Бугарија, бидејќи не сакаме тоа прашање да прерасне во тренд во земјава. А што ќе каже следниот гледач, ќе слушнеме сега. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Благодариме. Значи, нашата историја е позната од Илинденско-балкански војни, прва и после Втората светска војна, значи нешто се успеало. Меѓутоа, после падот на Берлинскиот зид, ние повторно почнуваме од нула. Значи, од старт, значи немаме нов старт, имаме како да сме биле пред Илинденско востание. И сега со оваа нова војна 2001 што беше, ние од победници станавме губитници. И тоа никако македонските граѓани не сакаат да го сватат дека ние сме капитулирани по Охридскиот договор и таму сме уценети, тоа ги испоштуваме тие некакви права. И окей, значи сето тоа. Меѓутоа, страшно е и толку многу и со телевизија и вие како новинари поставувате теми, мислам не само вие, и Вистина, само Вистина и другите телевизии, новинарите. Значи, како да сакате меѓу себе да речеме ние како граѓани да имаме некаков си надпревар, меѓутоа ние почнавме да се мразиме. Ма зошто да го чувствувате како надпревар? Ова го гледаме сите, не ми е јасно зошто би го чувствувале како надпревар. Верувам дека народот има некаков став кога ќе види ваква ситуација. Знаете како, ставот знаете како сега, не треба денеска да работи некоја шпионажа, ние сами си кажуваме слабите точки. Значи, тоа што не боли. И сега ние ништо друго не правиме, него се напаѓаме опозиција. Значи, немаме, тука мора малце да се внимава и вие како новинари.
Во однос на тоа дали се напаѓаат опозиција и позиција, секако ние како телевизиска куќа не напаѓаме никого, а гледачите се разбира, очекуваме да имаат свој став, размислување и се разбира и ве гледате оваа емисија лепеза на најразлични ставови и видувања. Така да не верувам дека се создава некаков надпревар, единствено се разбира ако природата најавувачот е надпреварувачка па да звучи така. Но како и да имаме конкретно прашање, ова е нешто што е актуелно и сакаме да слушаме од вас дали ви изгледа ова на изолиран инцидент или имате поинакво мислење. Добар ден. Добар ден, Македонија. Па мислам дека сега очекувам Бујар Османи како што појде во Софија, како го вика кај тој прво тепаниот, нели? Кадриевски. Вртика па Бугарин. Или Пендиков, како што појде да троши наши македонски пари во Бугарија да го посетува, очекувам се и дојде појде да го посети. Само се прашувам зошто Бујар Османи не појде да ја праша, да ја посети, да искаже поддршка на полицајката македонка која беше акната во пајакот од негов сопартиецот Дуј. И таа македонка полицајка беше значи во униформа, беше жена, беше натепана акната во пајакот. И тој не сносеше никаква кривична одговорност кај функционер од Дуј, кој значи бил погрешно паркиран. И после полиција правеа тортура, ја протера во Германија та наша македонка. Оти тогаш не појде Бујар Османи или Заев. Ајде сега за последниве случувања во однос на тоа дали е ова начин да речеме ќотекот е некој вид брза постапка да се добие бугарско државјанство. Со СДС и Дуј на власт сечи Вака сега уште еднаш, јас ќе ве замолам, знаете дека тоа е и правилото, ве молам. Значи имаме конкретни прашања до вас и зборуваме за одредена тема. Значи убаво е утврдена темата и би ве замолила ако може да се држиме до темата. Бидејќи веќе повторам, ќе се вклучи некој од гледачите, можеби подоцна, ќе започне да ја следи црвена линија и се разбира, ќе добие впечаток дека зборуваме за нешто и што се случило и во минатото и што навистина не е дел од темата. Така да верувам дека доволно сме јасни и ве го гледате и прашањето по последниве збиднување со господинот Кадриевски, дали сметате дека ќотекот со ќотек најлесно се добива бугарско државјанство и дали ова е само еден изолиран инцидент или можеби зад него има некаква позадина. Добар ден. И да се намали тонот на телевизорот, ве молам. Ете, јас се слушам таму од другата страна. Ало. Добар ден. Здраво. Здраво. Видивате, ова да удара на сценарио на Бујар Османи и неговата братја, дружината негова. Значи, овие се антимакедонските елементи што функционираат со државата, пробуваат сега да исценираат некакви сценарија каде што македонците се злобни, расистички, нацистички, религијски, не поднесуваат друга религија и тие работи. Значи, све ова, тоа сценарија... еве според вас, дали ќотекот е еден вид брза постапка за бугарско државјанство? Па, сега, овој веќе аплицира за стан да земе, нели? Требаше, оној зема стан, тој окриѓането, тој Пендиков, како го вика. Тој свечено доби бугарско државјанство и вети дека ќе продолжи да студира во Бугарија. Ама пак е тоа со благослов на овдешниве тука, значи овдека, нашиве, овдека што се совладеат со државата, тоа е нивни благослов. Инако нити бугарска влада ќе пушти авион да го пренесе у Софија тој Пендиков, нити повеќе ќе го штити ако нашиве не му дозволат. Саглам држава со саглам власт која служи за народ, значи народна власт, овакви работи не смее да дозволи, да помисли да ги дозволи да се случуваат, не па да се случуваат. Благодарам што ни се случивте во црвена линија, сега ако продолжате да не гледате, продолжуваме со вас. Добар ден. До бугарски пасош се стигнува на многу начини во наша Македонија, за жал. Автомобил земаја бугарски пасош.
Затоа ВМРО ДПМН дозволи увоз на квалитетни сочувани автомобили и спречи земање бугарски пасоши заради земање автомобили сочувани. ВМРО спречи земање бугарски пасоши со отворање фабрики во Македонија. А СДС 31 година еден главарник нема отворена па кадели фабрика. Значи СДС на многу начини Ајде, како објаснувате оваа изјава? За бугарите ова е брутален чин на насилство врз македонски државјанин со бугарска самосвест. Држава или власт си гледа свој интерес, само јас се прашувам или вас се прашувам, чиј интерес си гледа ЗАЕФ и СДС во Македонија? Продолжуваме со вас. Еве уште еднаш ќе потсетам, секако и ќе напоменам да кликнете на telma.com.mk. За овој случај имате навистина доста да прочитате, а насловот сега ќе можете и да го видите е следен: за бугарите е брутален чин на насилство врз македонски државјанин со бугарска самосвест. Нападнат е председателот на Струшкото здружение на бугари Шемето Бекир Кадриевски и еве е председател, ќе потсетиме, на Струшкото здружение на бугари Шемето, кој што беше физички нападнат во центарот на Струга поради, како што објави бугарскиот портал Нова, неговиот бугарски идентитет. Па сега ве прашуваме дали е всушност ова изолиран инцидент или всушност сето ова има некаква поинаква позадина и дали можеби ќотекот е со ќотек најлесно се стигнува до бугарско државјанство. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, на линија сте, во црвена линија. Повелете. Прво, да си ќе кажа, ова е ќотек по договор. Значи, овој ќотек е нарачан од господинот од Велешта да го натепа под Усов Кобајаги, значи не се трпа, не замолоно, значи тоа му е виза за да може да отиде во Бугарија на полесен начин да дојде до пасош. Меѓутоа, овдека изгледа треба да воведеме предмет тепање во училиштата и со тоа значи автоматски да го легализираме ќотекот, а на тој начин тие што му треба да си да добија пасош, да добија виза, да добија не знам што таму, и медиумите од таа земја да може полесно да не напаѓаат, да не критикуваат и да барат начини како да не оцрнуваат. Ова мене така ми мириса и она би ја слушав како она му поставува тие прашањата на новинарката и се чини дека воопшто требаше да ја прекинат, значи воопшто да не е дозволено. Меѓутоа, тоа носи друго нешто. Ако ја прекинија, па еве не ни дозволувате да направиме интервју со нашиот граѓанин бугари. А тој како бугарин е тој прво, тој нема ништо бугарско во себе, ни татко, ни мајка. Тој од Лабуништа е. Лабуништа се торбеши. Не се тие бугари, уназад, да речем 500 години, кога ние сме биле, што се вика по турско род, со која не постоела ни Бугарија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Добро, фала. Мице Треновски од Богомила, од подножјето на Капинова. Драго ни е, повелете. Фала. Прво темава, како што гледам е малку, како да ви кажам, да се извинам прво, али меѓутоа вие као за деца у градинка. Со ќотек до бугарско државјанство. Тоа е малку недопустливо за мене. Втора работа... Тоа не е анкетно прашање, а темата е што мислите, дали ова е изолиран инцидент? Добро, не вреđам никого. Бој се 3 минути, 2 таму колку имате. Втора работа, човекот отприле добива 3 пати, а јас вртам од почеток, телефонот звони, никој не ме уклучува. Трета работа. Значи, зашто не формирате една партија со овие гледачи ваши, што се на Сител, на Канал 5 и кај вас се пресврват. Од кај вас кај други. И толку, завршува. Вака сега, значи нема да дозволиме да бидат критикувани гледачите кои што се вклучуваат во вакви емисии, особено не во црвена линија,
А со оглед на тоа што еве изразивте желба и вие да се вклучите, го прифативме и го слушнавме вашиот став, па не знам дали би било добро, бидејќи рековте да формираме партија, со вашето вклучување, еве, можете и вие да бидете дел од оваа партија и ќе ни биде драго да ви има во поголем број, бидејќи ваквите емисии ќе потсетам се единственото место каде што гласно и јасно можеме да ги слушнеме граѓаните. Добар ден. Дали сум на линија? Да, повелете. Видете, јас сакам да зборувам лично за темата, не како овие другите што зборува сосема нешто друго, особено прилепчанец онде. Ова јас видам зборувано и побругу. Бугарите, кога ватија нас не призна како македонци со идентитет се и сега бара разни начини секој еден да го бугаризира. Еден збор само да рече секој еден македонец дека е бугарин, тие одма му даваа пасош. А тие сите што имаат земено пасоши бугарски, секој да се испита дека мора во Бугарија да му каже дека е бугарин без обзира и одма му дава пасош. И го заведува во внатрешни го заведува како бугари. Сега што ги бара како само свест бугарин би. Тие видео дека изгубија битката со македонците, дека ние поќе не сме дел од Бугарија, дека не сме си имаме посебна држава, посебен јазик, посебна култура, сега ќе имаме и посебна црква. И бугарите наоѓа еден обичен збор да каже некој македонец дека е бугарин и тие го прифаќа одма, се ќе му дозволат. Тоа е нино сценарио што кажува и некој гледач и тука сосема се во право, дека тие тоа го пратуште од тоа Сан Стефанска Бугарија. И ние ники пат не сме биле во очите на бугарите како признати како македонци. Ево ни анкетно прашање, дали ви личи дека со ќотек најлесно се добива бугарско државјанство? Дали ваквите инциденти се користат за ова? Можете да зборуваат за темата. Да зборуваат за темата. Благодарам еве што сте ми соработник и точно, да, треба да зборуваме за темата. Продолжуваме секако со вас, па еве на денешната тема во црвена линија, да видиме што ќе кажете сите вие понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден, секој добро, во црвена линија сте, повелете. Видете вака, мислам дека веќе станува издодевно да се зборува за ова со бугарите и навистина треба да се загрижат нашите од Министерство за надворешни работи и овие од Министерство за внатрешни работи да воведат ред. Првенствено, навистина излегува работата таква дека најлесно до бугарски пасош се доаѓа преку ќотек. И се почести се провокациите на оние кои што се будат како бугари во последниве моменти и нивните настојувања за добивање на бугарски пасош. Мислам дека треба се испитуваат тие случаеви секој поединечно и да се стави крај на мешањето на ова, затоа што во овие моменти бугари стануваат оние кои што се потомци на најголемите предавници во Втората светска војна. Оние кои што ги кодошеле партизаните, оние кои што ги кодошеле патриотите во текот на Втората светска војна кај бугарските полицајци, денес едноставно преспиваат и другиот ден се будат како бугари. Тоа мислам дека навистина треба нашите органи да поведат малку ред и на крајот на краишта. Еднаш треба да се заврши со ова внесување во уставот на овој и на оној. Доколку се каже дека не отвараме устав, дека нема да вршиме промени на уставот, тоа што мислам дека ќе се престане со ова јас сум бугарин, јас сум ова и она и очигледно е дека. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Внимавајте на тајмерот, но секако можете повторно да го завртите нашиот број. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав ти до тебе. Голем поздрав и до вас. Јас ќе се кажам вака. Преку ноќ стануваат бугари. Како бугари бе? Тој не е бугари. Но што кажува дека ќе добие стан во Бугарија? Ако како Джетиков. Ако станат бугари преку нас. Тоа е предавник. Предавник. Ама бугарите нема да дават стан на тук. Не се тако капави да дават станови од те стане бугари. И гледат памета на македонците. Колку
Kako znaju neka uvijek cinkanovi ne vidjeli da se lako vas zapani, za jedan pasport bugarski i ne znam što će vidjeti Makedoniji. To sada bila Makedonija. Голем поздрав, благодарам и вам за јавување. Тој сега наред малку и со твитирџи, сега кој на Твитер имаше поприлично многу твитови, се разбира и тоа е заедница врз основ на која се добива, се стекнува увид во тоа какво е јавното мислење, особено за темава за која што зборуваме. Па еве 8 профил, еве и ни слика има напишано: Гаранта е потомок на царот Борис III Кадриевски, звани Бедри. Но еве како ви изгледа целава оваа ситуација со овој последен инцидент? Дали ова изолиран инцидент или можеби има целосно поинаква позадина и никако се добива впечаток, па и затоа поставивме такво анкетно прашање. Дали всушност можеби ќотекот е брза постапка или еден вид апликација за брза постапка за вадење бугарско државјанство? Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден, Тинче. Голем поздрав од Црвена линија. Да кажем нешто за бугарите. Ние од порано знаеш се, нели, кај Паланка увек имаше идечемо у Бугарија и сите викаше ти не си јал бугарски ќутек, знаеш. Со ќутек не се ништо постигнува, во е нешто некоја политика ли е, што ли е. Само ќе ти кажем еден пример, нели шетат едни бугарки и тука сред нама се знае тражат двете и мене ме прашуваат, а ја ги познаа дека се бугари, они нон-стоп се. Прво ние идешемо тамо, они искористија нашите гужва што улегнаа во Европска унија и еве имаш ли бугарски пасош, имаш ли и они сега за тој ни прават овие работи. И викам како вие, како во Европска унија, викам како поминуете. Леле, вика, не дај Боже и вие, вика, да улегнете, вика, зашто ви менија името? Замисли, Тинче, и они се нервират, бугарки, и јас се изненади и викам, овој нема да е наарно, вика, така, нели, направимо му обед и рекол, овој нема да е наарно и еве до ќутеци да дое, да, ово е, убава е темата, ако некој вика, те ово е тоа, оној, убави теми поставјате, свака ви час, нека се паметат малку народот, да се малку посмират, да појде на арно, а не само ќутеци. Ќутек ништо не се постига, ништо, само може да се направат поголеми збрки и каква Европска унија, бе, они гледат што се работи, еве на слики гледам овога утепале, онога утепале, чувај Боже. Тинче да не дожи многу, зашто многу вртат, сака да се јават. Поздрав до Телма, живи, здрави и слушамо се, поздрав. Секако огромен поздрав и до вас, продолжете да не следите и секако да учествувате во секој издание на Црвена линија. Еве уште еден твит, ова е од Мојсоска. Практично ова е коментар на насловот, значи на нова тепачка, ставен етнички презнак. Струженец натепан, бугарските медиуми тврдат дека е поради бугарската самосвест, а Мојсоска напишала: Бекем Кадриевски, благонадежен булгарин. Па како гледате еве на овој последен инцидент? Добар ден. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден, во Црвена линија сте, повелете. Слушај вака, многу реклама му прети на Бугарија. Вакви случаи уопште не треба да бидат спомнати во телевизиите. Бидејќи руските, бугарските тајни служби стојат за овие инциденти. Исто како отварање на бугарски клубови во Македонија. Во Македонија имат екс број тепачки секој ден. И затоа уопште не треба да се дава внимание на овие случаи. А еве не знам дали го гледавте неговата изјава на бугарската национална телевизија. Абе уопште нема интересира, тој е платен човек. Да збори што му рекла тајните служби. Така ве слушаме, продолжи. Не може вака ова. И му прета реклама на Бугарија, и ми се не дела. Ова е смешно, еј. Добро, благодарам многу, го цениме и вашето мислење. Благодарам што го споделивте со гледачите. Одиме со Твитирџи.
Рамрот напишал, ке потенцирам дека твитерџи се понекогаш навистина и шегобени, саркастични и така натаму, така да еве напишано е Бекир Кадриевски, ептен античко бугарско име. А што мислите, дали ова изолиран инцидент или пак има некаква позадина? Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно, ве молам. Добар ден. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Намален е, да. Добро. Уште еднаш веќе подсетам погласно. Еве, дали ме слушате? Да, сега веќе ве слушаме подобро. Повелете. Еве, вака на брзина ќе кажам. Секој честна за прашањето, верувате дека е уште вчера истото го помислив. Значи, ова што сте го поставиле истото го помислив, малку иронично, меѓутоа овде нема иронија. Овде има сосема некоја си друга политичка заднина, за кој што не сум сега во таа ситуација да јас одлучувам дали е тоа вистина или не. Имено и самото име и презиме на тој господин што сака да добие бугарско ова, да не го негирам, сите знаеме поимиња и презимиња кои има джелба, кои немаат и така натаму. Втора најглавна работа е, треба еднаш за секојаш да се прекине овој начин на комуницирање и замарање на македонските граѓани од аспект се додека Бугарија за една игла во сламата не прави проблем на Македонија. И дефинитивно таа треба да се извини и потоа можеме да ги разгледуваме и да ги сожалуваме ваквите ситуации. Така, благодарам, цениме тоа што се вклучивте во ова издание на Црвена линија. Повторно одиме со твитерџи. Не случајно ги читаме твитовите, бидејќи сакаме и вие да се надоврзете, можеби еве и ќе се сложите или ќе имате поинакво видување. Тантела напишала: еве и Бекир Кадриевски од Струшко Лабуништа, кај да е за месец-два ќе добие бугарски пасош. Весела Долина, спремни? А ние ве прашуваме дали ви изгледа дека можеби ќотакот е најлесен начин да се добие бугарско државјанство и како го коментирате овој последен инцидент? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме во Црвена линија, сте, повелете. Добар ден. Добро, да не би така, да не биде напразно, и јас ќе подсетам, имате 5 активни линии, сега го со вртењето на 023070005. Само намалете го тонот на телевизорот, за да нема ехо повторување да се слушам јас од таму од каде што гледате и секако да зборуваме преку слушалка. Па, добар ден за следниот гледач. Добар ден ти. Голем поздрав, вие сте во Црвена линија, повелете. Па кога не можам по квизот, барем овде да те слушам. Значи, вака, ова е пракса што се воведува нешто како слично со бугарските таблички, со пасошите. Замисли, секој што е во судилишто законот во Македонија сега може да се декларира како бугарин и да не одговара. До кое дереже не донесува, на каде одим? Значи, ова им е излезен вентил сега. Сега законот да не важи на територија на Македонија. Само ако имаш некој проблем, кажи дека си бугарин, не мора да ти они отпосле даваат државјанство и не одговараш пред законот и власта наша тоа го толерира. Каде оној претходниот имаше обвинение за дрога нешто? Што направи нашето Министерство за правда? Има ли обвинение или не смеа да го пипнат? Значи само со секако тоа дека се поведе постапка против него. Никому ништо не смеа да го пипнат и луѓето сега ако видат дека се заштитени, дека владата наша ништо не им може, сите криминалци ќе добијат бугарско државјанство. До сега зема пасоши за да одат во Европа,
а сега ќе земаат пасоши за да бидат заштитени од криминалот. Ова што ни се случува не е нормална работа. Ова го нема ни во џунглите кај племињата. Ја не знам на кој е дереженето нешто. Благодарам многу за јавувањето. Секако продолжете да не следите. Одиме повторно со Твитерџи. Ристов напишал: што не кажавте дека го подистипале председателот на бугарите од Струга, Бекир Кадриевски од Лабуништа. А Хенри Чинаски напишал Беки Кадриевски и името и презимето чисто бугарски. Според вас, еве, дали можеби со Ќотек најлесно се добива бугарско државјанство и дали гледате позадина во овој инцидент, како го коментирате? Добар ден. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Поздрав до емисијата. Голем поздрав и до вас. Ќотек. Абе, видите, македонските муслимани во Лабуништа се определуваат некои за македонци, некои торбеши, некои за албанци, турци. Тоа е нивно право и така натака. Што се однесува до Ќотекот, не знаеме што е по задина на сето тоа, но најголем Ќотек јадеа македонските патриоти за да станат поданици на Југославија во времето на Тито, и патриотите најголеми Ќотек јадоа. Тие што не јадоа Ќотек, денеска многу памет солят за македонскиот патриотизам. Благодарам и примат. Благодарам многу за јавувањето. Одиме со реклами. Тука е времето кога ги разгледавме и сумиравме резултатите од Instagram Story анкетата. А во меѓувреме, пред да ви ја покажам, секако уште еднаш ќе ве потсетам, задолжително за следете на Facebook, Црвена линија, Twitter, Црвена линија, секако тука и профилот на Телма телевизија на Facebook, таму може да се шернува, коментира и лајкнува, а на Instagram, еве уште во овој момент, кликнете заследи и се разбира веќе утре бидете дел од новите анкетни прашања. На денешното прашање, дали со Ќотек најлесно се стигнува до бугарско државјанство, со да одговорија 73%, а со не одговорија 27%. А јас ќе ви откријам како најбрзо се стигнува до нов телевизор, награда која што ќе ја доделиме, верувам, уште во заврти на Телма во денешно издание кое што следува веднаш по Црвена линија. Тука ќе ви се заблагодарам на сите вас кои што земавте активно учество и секако останете и еве да се сретнеме јас и вие во поинаква атмосфера, поинакво и подобро расположение, а и ќе ве подготвам што би се рекло со врски за да може да освоите што е можно повеќе награди. Така да денес еве ќе имаме и една гатанка во заврти на Телма. Гаданката гласи: градови и села има, куќи нема. Планини има, дрва нема. Реки и езера има, вода нема. Што е тоа? Под кое име и презиме е познат рускиот писател Алексеј Максимович Пешков? Кој верски празник се слави на 28 август? Еве ви уште едно прашање. Довршија поговорката: птиците се познаваат по пеењето, а луѓето по... И ево уште едно дури прашање: кој апостол не поверувал во воскресението на Исус Христос? Денес во овој четврток играте за телевизор, пасите ви од Црвена линија, ве поканувам да си ја пробате среќата и знаењето и секако заедно да се радуваме на вашите освоени награди. Се гледаме.